го отвараме AutoCAD-от. Од менито Файл избираме New. Селектираме ACAD и кликаме Open. Во долниот дел од мониторот имаме прозорец каде што пишува команд, каде што се дефинира големината на цртежот. Поточно форматот се пишува MV Setup. Стискаме Enter. Потоа стискаме М па Enter, за да можеме да ја дефинираме која мерна единица, во која мерна единица ќе го правиме цртежот. Има тука мерна единица метрик, затоа стискаме М па Enter. Потоа го дефинираме размерот. Размерот ни е 1:1. Стискаме Enter, каде што ќе пишуваме големините. Претежно се користи големина од А4 формата. Тие се 210 напрема 297. Стискаме Enter. На прозорецот видовме дека излага рамка во големина од А4 формат. Потоа во менито формат избираме алатката Layer и се отвара нов прозорец, каде што во New Layer селектираме две линии со кои ќе работиме цртежот. Со двоен клик на првата ја именуваме. Едната ќе биде испрекината, каде што ја бираме низината големина во Line View 0,20 мм. OK. И во Line Type ја бираме неизиниот тип. Во случајов сакаме да биде испрекината, во Load ја бираме испрекинатата линија. OK. Повторно испрекината, повторно OK. Втората линија ја именуваме како дебела, која ќе ја користиме за цртање. Во Line View-то и задаваме големина 0,30 мм. Стискаме OK, повторно OK. Ја избираме испрекинатата линија од менито Layer Properties Manager. Избираме Line алатката и произволно цртаме во рамката што претходно имаме нацртано. Стискаме Escape, дека сме завршиле со работа. Потоа ја избираме дебелата линија со која ќе оцртаме цртежот. Повторно избираме алатката Line. На самата испрекината линија ни испаѓа едно квадратче, каде што ќе ни биде почетно за цртање, за нашето цртање. Кликаме тука и повторно во команд листот долу, во долниот дел прозорецот, ни излага големината на делот што го цртаме. И задаваме големината со мајмунче 20, да е помало од аголот на каде што ќе оди линијата, во случајов ни 90 степени. Стискаме Enter. Пошто е Line, ни продолжува цртањето, линијата, и повторно задаваме димензиите, да биде делот кој претходно ни е зададен, и овие димензии ни се претходно зададени. Од прилика би требало да ротираме како што дава еден полн круг аглите,
односно најпознатите 90, 180, 270 и 360. Во случајот 360 не го користиме. Притискаме Escape дека сме завршиле со цртањето. Потоа го селектираме сите линии, па ја бираме трета од десната страна, имаме повторна алатки, од каде што имаме алатка Mirror за пресликување, која што ни служи да пресликуваме нацртаниот дел на два пати. Избираме алатката, избираме едната почетна точка до другата почетна точка, стискаме Enter и делот ни е нацртан.